Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе го обработиме еден од најпознатите текстови во Евангелието според Лука, а и воопшто во целото Свето Писмо. Станува збор за параболата за добриот самаријанин. Мислам нема да сгрешам ако кажам дека овој текст по популарност е на ниво на Псалм 23, 10 Божји заповеди, молитвата Оче наш и слично. Некои литературни критичари ја сметаат оваа парабола за една од најдобрите приказни кога било кажани. Јас мислам дека ова е најпознатата од сите Исусови параболи. Ке почнеме со читање на стих 25 од глава 10. И ете, стана еден законник и искушувајќи го рече: Учителе, што треба да направам за да наследам вечен живот? Всушност, параболата за добриот самаријанин е на некој начин одговор на токму ова прашање. Моje мислење е дека прашањето на законникот не беше искрено, односно не го интересираше како да наследи вечен живот, но сепак тој постави добро прашање. Патем, законниците беа луѓе кои имаат добро познавање на Мојсеевиот закон и токму од таму доаѓа таа нивна титула. Во светло на тоа негово познавање на законот, Господ Исус му го постави следното логично прашање. Стих 26. А тој му рече: Што е напишано во законот? Што читаш таму? Преку ова прашање Господ Исус сакаше да му помогне на законникот да дојде до одговорот на прашањето поврзано со вечниот живот. Забележете што тој кажа. Тој одговори и рече: Возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум, и својот ближен како себе си. Ова е точен одговор. Очигледно е дека човекот знае да цитира делови од писмото. Прашањето е: дали знае што тие делови значат? Стих 28. Му кажа пак: Добро одговори, тоа прави го и ќе живееш. Господ Исус сакаше да му нагласи дека поентата со познавањето на писмото не е човек само да знае повеќе, туку да живее подобро. Стих 29. Но, тој сакајки да се оправда, му рече на Исус: А кој е мојот ближен? Како што можете да забележите, овој законник се обидуваше да ја избегне поентата на тоа што Господ Исус го кажа. Патем, интересно е и тоа што Исус со прашање одговара на неговото прашање. Со тоа сакаше да му помогне самиот да дојде до одговорот. Може би законникот се обиде да го постави Исус во ситуација во која ќе каже нешто скандалозно, но Исус се обиде да му помогне да го одговори најважното животно прашање. Господ Исус го праша што е напишано во законот. Голем дел од слушателите, како и Исусовиот соговорник, знаеа што учеше Мојсеевиот закон, бидејќи евреите уште од мали нозе беа поучувани на тој стандард. Кога Исус праша што пишува во законот, соговорникот му ги цитираше стиховите кои се наоѓаат во Второзаконие, глава 6, стих 5 и Левитска, глава 19, стих 18. Навраќајки се на Мојсеевиот закон, мислам дека Исус сака да ги потсети слушателите колку е важно да го почитуваат законот. Тоа што морам да го нагласам е дека од денешна, новозаветна гледна точка, учењето на Светото Писмо е дека ние луѓето не можеме да го заслужиме вечниот живот преку пазењето на законот, туку преку вера во Господ Исус Христос. Дали тоа значи дека законот не треба да се почитува? Не, законот е добар и треба да продолжиме да го пазиме, но не како средство со кое би дошле до вечниот живот, туку како плод кој произлегува од спасението и вечниот живот. Например, во посланието до Галатјаните, глава 2, стих 16, апостолот Павле
вели дека луѓето не се оправдуваат преку делата на законот, туку преку вера во Господ Исус. Но таа вера во Господ Исус мора да произведе некакви дела. Во своето послание Јаков вели дека верата без дела е мртва, односно нема никаква полза од неа. Каква е ползата ако луѓето исповедаат дека се христијани, а се однесуваат себично и живеат во грев и практикуваат пороци? Јаков би рекол: никаква, од таквата вера нема полза. Не е доволно само да исповедаме што веруваме, туку и да го покажеме тоа на дело. Кога овој законник би бил искрен, а пак ќе напоменам дека според мене не беше, ќе признаеше дека не може да го пази Мојсеевиот закон. Може би неговиот одговор ќе гласеше: Господе, искрено се обидов да го следам законот. Се обидов да го сакам Бог со сето срце, душа, сила и ум. Се обидов и да го сакам ближниот како самиот себе си, но не ми успева. Не можам да живеам според тој стандард. Постојано се соочувам со неуспех. Затоа јас не можам да го добијам вечниот живот. Ми се чини дека законот само ми открива колку сум слаб и колку имам потреба од Божјата милост. Но тој не беше искрен, туку се обиде да се извади прашувајќи кој е неговиот ближен. Чудно е што така наречен експерт по Мојсеевиот закон не знае кој му е ближен, зарем не? Знаете, има некои луѓе кои сакаат да поставуваат прашања, се со цел да изгледаат духовно, а сепак нивните прашања откриваат колку се површни. Еднаш се случи кај мене во канцеларија да дојде човек кој 2 пати беше женет, а во моментот живееше со трета жена. Сакајки да започне некоја длабока дебата, ме праша: од каде Каин ја најде својата жена? За малку не го прашав: а ти од каде ги наоѓаш твоите жени? Тој само сакаше да изгледа паметен, исто како и законикот. Одговорот на Господ Исус на прашањето кој е мојот ближен е всушност најпознатата парабола во Новиот Завет, онаа за добриот самарјанин. Станува збор за едноставна и позната приказна. Стихови 30 до 32. Исус му одговори и рече: еден човек, додека слегуваше од Ерусалим во Ерихон, западна меѓу разбойници. Тие го соблекоа и го претепаа и си отидоа, оставајќи го полумртов. Случајно во тоа време слегуваше по тој пат еден свештеник и кога го виде, помина на спротивната страна. Исто така и еден левит, кога дојде на тоа место, погледна и премина на другата страна. Тука за момент ќе застанам со читањето на параболата, за да нагласам дека преку овој дел од параболата Господ Исус директно ги критикува религиозните водачи во тоа време, кои не ја сватија суштината на Мојсеевиот закон. Тие се држеа за словото на законот, но не го разбраа духот на законот. Не е прв, ниту последен пат да упати критика кон нив. Стихови 33 до 37. Еден пак самарјанин кој патуваше, кога дојде до него, го виде и се сожали, и кога се приближи, му ги преврза раните, полевајќи ги со масло и со вино. Потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилница и се погрижи за него. А утредента, на кинисување, извади 2 денарија, му ги даде на гостилничарот и му рече: погрижи се за него, и ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Кој пак од тие тројца ти се чини дека му беше ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој одговори: оној што му искажа милосрдие. Исус му рече: оди и ти прави така. Пред многу години еден човек по име Дин Браун има кажано дека 3 типови на луѓе кои се спомнати во оваа парабола си имаат своја животна филозофија според која се представени во самата парабола. Филозофијата на кратците, односно разбойниците, е следна: тоа што го имаш, сакам да е мое. Во одредена смисла тоа е социјализмот или комунизмот. Потоа, свештениците и левитите се представени дека се водат според филозофијата.
Тоа што го имам си е мое. Тоа е индивидуализам. Во одредена смисла може да се каже дека тоа е она за кое капитализмот се застапува. На крајот ни е представен добриот самарјанин, чија животна филозофија гласи: тоа што го имам е и твое. Тоа е христијанската филозофија, која гласи: тоа што го имам ти е и тебе на располагање ако ти треба, или пак ако ти е од помош. Има некои луѓе кои сакаат да направат микс од социјализмот и христијанството, но според мене тоа е невозможно. Во следните неколку минути би сакал да ви дадам еден поинаков поглед на оваа парабола. Целта ми е да се обидам да ви ја објаснам истата на алегориски начин, со цел да ја разберете оваа парабола во светло на целокупната светописна сторија која ја објаснува духовната состојба на човештвото. Патем, ова алегориско толкување кое ќе го споделам со вас не е моја лична идеја, туку толкување кое го имам прочитано и кое сметам дека дава интересна перспектива на параболата. Господ Исус вели дека некој човек тргнал од Ерусалим кон Ерихон и на патот бил пресретнат од кратци кои го ограбиле и претепале. Човекот кој е претепан е слика на човештвото, а одењето од Ерусалим кон Ерихон може да се спореди со духовниот пат на човекот. Ерусалим беше град каде луѓето можеа да имаат општење со Бог, а Ерихон беше проколнат град. Кога луѓето паднаа во грев преку Адам, тие како да тргнаа од Ерусалим кон Ерихон. Во параболата се вели дека човекот беше пресретнат од кратци кои го ограбија и претепаа. Кратците се слика на ѓаволот, кој на секој можен начин се обидува да му наштети на човекот. Потоа во параболата се вели дека еден свештеник поминал покрај претепаниот човек, но се тргнал од него и продолжил да пешачи од другата страна на патот. Свештеникот е символ за ритуализмот кој е застапен во црквите. Ритуалите не можат да ве спасат, без разлика колку стрикно се држите за нив. Потоа, после него, покрај човекот помина и еден левит. Левитите исто така беа луѓе кои имаа важна улога и служба во храмот. Би рекол дека левитот во параболата е символ за легализмот. Како и ритуализмот, така и легализмот не може да го спаси човекот од паднатата состојба во која се наоѓа. Но, Господ Исус вели дека покрај него помина и некој самарјанин. Всушност, самарјанинот е символ за самиот Господ Исус. Тој дојде на овој свет за да го спаси човештвото, затоа што човештвото немаше друга надеж. Луѓето долги години се обидуваа да се извлечат од грешната состојба во која се наоѓаат, но сите тие обиди беа безуспешни. Како што во параболата самарјанинот му се смилува на човекот кој лежеше на патот, така и Господ Исус нам ни се смилува и не избави од последиците и казната за гревот. Не знам дали Господ Исус имал намера оваа парабола да се толкува на ваков алегоричен начин, но верувам дека би можеле да ја прифатиме алегоријата барем како некое секундарно значење или толкување на параболата. Кога станува збор за примарното значење на параболата, кое го одговара прашањето кој е мојот ближен, би рекол дека овој текст има особено значење и за нас денес, бидејќи не учи дека секој човек кој ќе се најде на нашиот пат е всушност и наш ближен. На секој човек му е потребен Христос и затоа ние сме повикани да го споделиме Христос со секој кој ќе го сретнеме. Денес во црквите често се зборува за тоа како треба да го споделиме Евангелието со другите луѓе, но се чини дека сето тоа се сведува само на зборови. Тоа ме потсеќа на еден млад дечко кој напишал писмо на својата девојка во која пишал: "За тебе ќе се искачам и на највисоката планина, ќе го испливам и најдлабокиот океан, ќе го минам и најширокото море, ќе ја поминам и пустината. А ако не врне, следната среда ќе дојдам да те видам." Мислам дека многу христијани денес имаат таков пристап кон службата за Христос. Многу се фалат со зборови,
а не се подготвени вистински да служат на ближните. Христос не учи дека секој човек е наш ближен и секој човек поради своите гревови е духовно претепан и беден и има потреба од Божјата милост и простување. Ќе продолжиме со читање на Евангелието според Лука. Следен е настанот кога Господ Исус беше кај Марта и Марија на гости. Во оваа случка има важен духовен принцип и за нас денес. Стихови 38 до 44. И додека патуваа, тој влезе во едно село. Една жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра што се викаше Марија. Таа седна до нозете Господови и го слушаше словото негово. Марта беше многу зафатена околу служењето и кога застана, рече: Господи, зар не ти е грижа што сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. А Исус и одговори и рече: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи, но само едно е потребно. Марија го избра добриот дел кој нема да и се одземе. Навистина би сакал да имав време за подетално да го разгледаме овој настан, но тоа го направивме при обработката на Евангелието според Јован. Марта и Марија беа блиски пријателки со Господ Исус, исто и нивниот брат Лазар. Кога Господ Исус беше кај нив на гости, Марија одлучи да седне крај неговите нозе и да ги слуша неговите поуки, а Марта беше презафатена во кујната, обидувајќи се да ги угости и да им угоди на гостите. Може би се мислела што да подготви за јадење, во кои садови да го сервира јадењето, може би и садовите не биле измиени и сето тоа и предизвикувало стрес. Кога побара од Господ Исус да и каже на Марија да помогне по дома, Исус не застана на страната на Марта, туку кажа дека Марија го избрала добриот дел. Што значи ова? Дали Господ Исус е против работливоста и трудолюбивоста? Дали Господ Исус не учи дека не треба да помагаме по дома? Се разбира дека не. Тој само сака да нагласи дека ако премногу време минуваме во активности, а не седнеме да имаме заедништво со Него, тогаш сме во голема заблуда и многу пропуштаме во животот. Што тоа значи за нас? Би рекол дека ако сакаме да бидеме како Марија, потребно е да минуваме време во заедништво со Господ преку читање на Светото Писмо, молитва, благодарност и слично. Подобро е така да го започнеме денот, а потоа да продолжиме со останатите обврски, отколку постојано да работиме, а да го запоставиме времето поминато со Бог. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.